Се изврши технички преглед и прием на новиот паркинг кој се изгради ки полетувалиштето за параглайдери во близина на Мечкин камен во Крушево. Овој паркинг со капацитет за 50 на возила, минибуси и автобуси ќе помогне во збогатување на содржините за параглайдеристите, кои што тука доаѓаат од целиот свет. Годинава ќе се реконструира за прв пат и патниот правец од местноста Порта до Мечкин камен, кој поминува покрај полетувалиштето, а ќе се гради и уште еден нов паркинг. Овие активности помагаат за развојот на туризмот. Оваа година тука ќе се случи светското првенство во змајарство и уште 7 други државни првенства во параглайдинг. Во претходниот период изградивме контролна кула, уредување на самото полетиште тука за параглайдеристи и змајари, уредување во поглед на урбана опрема, што значи стојалишта, повеќе паркинг простори и уште еден паркинг простор наспроти контролната кула од 1600 квадрати, при што повторно ќе кажам добиваме една функционална целина и самата конкуренција на светски одржување на првенства и споменична целина и спортски и спомен комплекс Мечкин камен. Крушево на големо го развива овој алтернативен туризам. Спортистите кои што доаѓаат тука од скоро сите држави, во последниве неколку години се главниот двигател на економијата на овој град. Следејќи го успешниот рецепт на параглайдеристите, Крушево започна да развива голем број други екстремни спортови. Годинава очекува 15.000 туристи за сите настани. Тука имаме и нова содржина која воведуваме од оваа година. Таа е содржина во поглед на даунхил патеките, односно велосипедизмот. Крушево нискорија е тука, повеќе настани музички, спортски. Тука е 10 дена Крушевска република, што значи оваа година Крушево ќе биде центар на внимание. Тука ќе биде најголемиот извиднички камп од 2500 извидници кои ќе бидат оваа година во Крушево. Тука имаме, како што кажавме, офроуд тури со мотори и со джипови во Крушево. Тука имаме спортски повеќе содржини, тука е меморијалниот турнир Тоше Проевски, каде што од Скопје го донесовме тука во Крушево, повеќе музички и други спортски настани. За празниците и периодот околу нив во Крушево имало 20% повеќе туристи за разлика од лани, а во периодот кој што следува, таа бројка се очекува да се зголеми за 30%.